се преговара во пресред на изборите на 24 април, се преговара за што, Александар? Латас, веќе не се преговара барем за денеска со оглед на тоа што преговорите меѓу четирите политички партии, меѓународните представници туку што завршија по средбата. Олеснувачот Питер Ван Хауте рече дека добил предлози од владеачката ВМРО-ДПМН кои што биле практично одговор на предлозите кои што претходно ги даде СДСМ во врска со пречистувањето на избирачкиот список и во врска со измените на законот за медиумите. Тој не прецизираше за што содржат овие предлози на ВМРО-ДПМН, но рече дека истите тие ќе ги разгледуваат политичките партии и тој самиот по што ќе се излезе со конечен став по нив. Рече дека предлозите кои што ги дава ВМРО-ДПМН, другата страна ги прифаќа, ќе го цитирам, со критика како и обично. Баш така се изрази Ван Хауте во изјавата која што пред малку ја даде за медиумите. Од она што успеав денеска да го дознам преку моите извори кои што се дел од преговорите, СДСМ останува со својата тактика да се направи се што може за да се закочи целиот овој процес и потоа да може да се користи тоа што како што тие сметаат нема време да се прочисти избирачкиот список, токму тоа да се користи како изговор за тие да не учествуваат на предвремените парламентарни избори. Тие се практично единствената партија која што не и даде одврзани раце на Државната изборна комисија сама да избере методологијата врз основа на која ќе се пречистува избирачкиот список. Треба да се има предвид дека Државната изборна комисија ја раководи кадар на СДСМ кој што иако беше избран како независен, станува јасно дека тоа е близок човек до опозицијската СДСМ. Партијата има и мнозинство во ова тело, но СДСМ останува единствената партија која што не дозволува ДИК да ја предложи методологијата врз основа на која ќе се пречистува избирачкиот список, особено откако и ВМРО-ДПМН и ДУИ, двете владеачки партии, рекоа дека се откажуваат од сите своји предлози и дека ќе ја прифатат онаа методологија која што ќе ја предложи Државната изборна комисија. Уште една интересна работа е дека Социјалдемократскиот сојуз бара да се преговара за законот за медиумите и за пречистувањето на избирачкиот список во пакет, иако е јасно дека станува збор за две диаметрално различни теми, диаметрално спротивни теми кои што немаат никаква поврзаност, освен ако се има предвид дека може да се користат за попречување на изборниот процес кој е веќе известно дека ќе кулминира со денот на изборите кој што е закажан за 24 април оваа година. Латас? Александар, неколку прашања кои си веќе таму, веројатно би можеле да добиеме одговор на нив. Првото, ние имаме закон за медиуми кој е предложен од стручни европски институции. Имавме јавна расправа, законот пред само 2 години е донесен како закон со европска знаменца или маркичка. Сега немаме предлог за измени, особено не специфицирани и опишани од ниту една европска стручна институција. Кој бара промена воопшто на законот? Па Латас, СДСМ е единствениот политички субјект во земјава кој што бара измени на изборниот законник, особено ако се има предвид дека, како што кажи и ти, пред помалку од 2 години тој беше донесен во еден процес кој што беше финансиран од Европската Унија со сума од близу 1 милион евра, беше поздравен од самата Европска Унија, поздравен од специјалниот представник на ОПСЕ за медиуми Дуња Мијатовиќ. Меѓутоа, еве, помалку од 2 години подоцна Социјалдемократскиот сојуз бара тој да биде променет и во него да бидат внесени членови кои што се само не слобода на изразување, како што во повеќе наврати рекоа повеќе експерти, да се донесе македонската слобода на изразување на нивото на Северна Кореја, па дури и подолу. ВМРО-ДПМН е барем она што го успеав да го дознам во разговорите со моите извори од таму, останува на ставот дека доколку СДСМ смета дека треба да се измени законот за медиуми во Македонија, ВМРО-ДПМН се согласува да се превземе било кој од законите на земјите кои што се членки на Европската Унија и целиот без никакви корекции да се имплементира, значи да го ископираме и да го имплементираме во Македонија. Од владеачката партија велат доколку СДСМ смета дека во земјите членки на Европската Унија нема добри медиумски закони, тогаш тоа е друга работа, на тоа веќе нема што да се каже како коментар. Уште еднаш
коментарот од оние кои што се дел од преговорите е дека опозицијата ќе направи се за да го спречи изборниот процес на 24 април, а очигледно законот за медиуми е еден добар начин да се стори тоа, барем според нив. Латас? Александар, второто од трите. За 29 дена парламентот ќе се распушти, тоа е веќе официјално, бидејќи постои одлука на парламентот за само распуштање на 24 наредниот месец февруари. За 20 дена не може да се донесе во собранието било каков закон, особено не системски закон за медиуми. Најпосле од 24 ние имаме закон кој го донесе сега непосредно пред Нова година и СДСМ и ВМРО-ДПМН како дел од Пржинскиот договор, а тоа е закон за избори кој регулира работа на медиуми. Значи нема никаква причина за 20 дена да се брза со закон кој ќе важи само 20 дена. Закон за однесување пред избори, тоа што го бара СДСМ ние имаме, СДСМ го потпиша сега пред Нова година. Токму така да во рамките на измените на изборната регулатива нели беше усогласено и однесувањето на медиумите во предизборниот период и со тоа практично се регулира начинот на кој што телевизиите, весниците, во овој случај дури интернет порталите се внесени, како тие ќе се однесуваат за време на предизборието. Уште една работа која што треба да се напомене е дека барем оној предлог кој што на кој што инсистира СДСМ, кој што подразбира нели измени во агенцијата за медиуми и во неколку останати институции, подразбира нели смена на луѓето кои што ги раководат овие институции. Доколку би се одело на тоа, потребно е да се распише оглас кој што треба да трае одреден период, па потоа нели целата законска регулатива да се обработи пред пратениците и да биде согласена, како што каже и ти, собранието се распушта за помалку од еден месец и практично и нема време да се случи тоа. И се разбира само тоа ќе го користи како еден од своите аргументи зошто не треба да се одржат избори на 24 април. Латас? Ајде Александар, третото од трите. Се говореше за Пржинскиот договор, имаш информација како течат работите, но зошто кој одбегнува? Две точки од Пржинскиот договор не се исполнети. Основна, базична причина заради која се случи оваа политичка криза е неовластено поседување на неовластено снимани туѓи приватни телефонски разговори кои СДСМ ги има во размерот над 600.000 такви разговори. До ден денешен СДСМ не ги предал тие разговори кај специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Ниту постои правен основ дека тоа е нешто предадено, а тоа е записник, ниту пак дури колку што слушаме, не само што нема записник, СДСМ не ни влегле во просторијата во која ги сликаа претходно, бидејќи не постои запис со евидентирање дека нивната посета е извршена. И втората работа, блокирање на анкетната комисија, која во наредниот период требаше веќе да го сослуша Зоран Заев. Ако овие две точки, кои се круцијални, особено првата, за прислушкуваните разговори, не се исполнет Пржинскиот договор, со кој аргумент СДСМ бара се исполнат некои други? Латас, што се однесува до специјалната обвинителка Катица Јанева, најнова информацијата дека во текот на утрешниот ден Советот на јавни обвинители, значи тоа е тело кое што според онаа нова законска регулатива донесена специјално за Катица Јанева е единствено надлежно тело да ја контролира нејзината работа, значи овој Совет на јавни обвинители за утре веќе закажа седница на која што Катица Јанева ќе треба да дојде и да објасни зошто не сочинила записник при приемот на незаконски прислушуваните материјали кои што ги поседува СДСМ, доколку нели такви материјали се примени. Она што ние можевме да го видиме како медиуми беше дека Зоран Заев заедно со своите бодигардови и со Радмила Шекерински и останатиот дел од раководството на СДСМ дојде во зградата на специјалното јавно обвинителство, донесе 6 картонски кутии што имаше внатре. Не можевме да видиме сител уште од самото предавање на материјалите на 30 декември до денеска постојано испраќа прашања до специјалното јавно обвинителство, испративме и официјално барање согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, меѓутоа до овој момент не добивме информација зошто не е сочинет записник и колку незаконски прислушувани разговори примила Катица Јанева. Ако се има предвид дека Зоран Заев рече дека располага со 600.000 незаконски прислушувани разговори, Катица Јанева не даде никаква бројка, што остава простор за сомнеш од повеќе страни. Првата е
дали воопшто Зоран Заев поседувал 600.000 незаконски снимки и доколку ги поседувал, колку му предал на обвинителството, дали му ги предал сите или пак можеби му останале снимки со кои што ќе може понатаму да им се заканува и да уценува разни луѓе кои што се истакнати во македонскиот општествен живот. Значи, како што кажав, одговорите на овие прашања, веројатно утре Катица Јанева ќе треба да ги даде пред Советот на јавни обвинители, кој што може да поведе и дисциплинска постапка против неа, во некои медиуми се спомнуваше дека постои можност да се поведе и кривична постапка против специјалната јавна обвинителка, со оглед на тоа што не постапила согласно законот и согласно тоа како се води кривичната постапка, со оглед на тоа дека во неа јасно стои дека секој обвинител при превземањето на некакво дејство, а ова е обезбедување на доказен материјал, мора да состави записник за да не може потоа, еве во овој случај, Заев да каже дека предал 500.000 снимки, а да има предадено само 100.000. Значи, со оние обвинители со кои што разговарав, ова е невидено компрометирање на целата кривична постапка, на целиот случај кој што Катица Јанева го води против Зоран Заев и против уште 4 обвинети. Што се однесува до вториот дел од прашањето во врска со анкетната комисија, очигледно е дека целта на СДСМ, барем според експертите со кои што разговарав, беше да се направи еден циркус, една парада за јавноста, да се донесат функционерите на ВМРО ДПМН пред пратениците и кога сето тоа нели помина онака како што помина, кога дојде време Зоран Заев да се појави пред комисијата, тој не доаѓа, не сведочи, ја избегнува обврската, формирана е нели уште една комисија, она за аферата за личните карти во која што е вмешано највисокото раководство на СДСМ, опозиционерите таму не предлагаат своји членови, значи комплетно блокирање на работата на институциите внатре во собранието. Како што кажа и ти, тоа е уште една обврска превземена од договорот во Пржино, која што СДСМ од своји причини не сака да ја спроведува. Латас? Александар, ти благодарам за јавувањето, ние се враќаме назад во студио.